Десетина полицајци доцна синоќа упаднале во домот на Славче. Инвалид кој преживеал 2 мозочни удари. Барале дрога во куќа на човек што едва и може да зборува, а камоли да тргува со наркотици. При претресот направиле вистински хаос во куќата. Полицајците не се представиле, а налогот за претрес го покажале дури при напуштање на местото. Славче и Чичко Методи не добиле никаков записник од настанот. 82 годишниот Чичко Методи ни солзи ни раскажува за претресот. Дојде таму на врата, таму спие. Доште рече, земи го палтото, е ладно, дојде ваму, рече, имам некоја работа ке синти. Ти да горе ке Славче таму, се претера таму. Му рекол еден да ти врзиме рачите, ами зашто? Му рекол ти гледаш дека не сум добар, не можем со раката со ногата. Вашиот син е лице што доживеало мозочен удар? Да, има два пати, три мозочен удар. Се исплашив, кажем право се здрвив. Што е работа трк? И така. Јутоа вие никогаш не сте биле ни пријавувани пред? Не бре, душа, не, ништо немало, се уред било. Не знам што е работа, од кај испанува работа. После претресот тука пристигнала вашата внука? Да, дојде тука. Кога виде? Се вознемири? Да. Се фати за глас, што е? Не знам реко што е. Тоа е. Ќерката на Славче која е бремена доживеала шок кога дошла во куќата откако ја побарале нејзиниот татко и дедо по претресот. Како прво, мене тоа ми дојде, значи 3 пати го читав и не ми се веруваше, пишува наркотични средства. Би го пријавиле, затоа што не знам кој се оседил такво нешто да направи да пријави, поготово болен човек со 2 удари, за такво нешто мислам и да доаѓаат дома 10 души да гледат и луѓе, тоа е срамота. Што да кажам повеќе. Ако има судска наредба, не е спорно да се направи претрес. Меѓутоа спорно е тука во оваа ситуација што е направен претрес како да станува збор за терорист. Кога се прави претрес мора да има проценка каде се прави претрес. Мора да има безбедносна проценка, мора да има проценка со какви сили ќе се влезе и така натаму, со каков настан ќе се влезе. Дали има потреба куќе да се земе, дали има потреба не знам што, методи кои што ќе спречат ваква ситуација баш при претрес, бидејќи ова е прекумерна сила од страна на полицијата. И за ова, и да нашле нешто, може да одговараат бидејќи потребиле прекумерна сила. Она кој што можеби немногу ги револтира граѓаните е различните аршини со кои што се однесува државата, системот, полицијата кон едни и кон други. Денеска... баш затоа што се вакви луѓе, тоа што извадиле треба пак да вратат на место. Па барем да го врателе. А што кај брзате? Дали ќе останете 3 сата или ќе останете 4,5 сата да го вратите како што треба? Треба да им помогнат, да. И не сте им нашле ништо.